Опитот на две речиси идентични површини засејани со ризова култура, од кој на едната е употребен тераграмин, а на другата не, 40 дена по сидбата ги дава првичните позитивни резултати. На третираната површина оризот е во понапредна вегетација со повисоко и поквалитетно стебло за разлика од традиционалната, каде развојот на културата се одвива забавено. Очигледната разлика може да биде добар предуслов за добивање побогат и поквалитетен род, што земјоделските стручњаци практично го очекуваат. Опитот е на Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството во соработка со фирмата Скопски легури од Скопје. Третирана е површина од 1 декар со паралелна споредбена површина без употреба на тераграмин. Ова средство всушност представува нус производ при производството на силикоманган. Позитивно влијание врз физичко-механичките и водно-физичките својства на почвата. Ја подобрува структурата, водниот, воздушниот и топлотниот режим на почвата. Понатаму ја прави лесно растресите, односно ровка, при што обработката е полесна и поекономична. Хидроскопноста ја овозможува да впива голема количина на влага која постепено ја испушта, а подолго од вообичаено ја одржува влажноста на почвата. Следењето на опитот од страна на стручни лица од Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството покажа дека се видливи позитивни резултати од примената на тераграминот, како во вегетативниот процес, така и во делот на намалувањето на плевелите, што исто така е мощно значајно. Преостанува во наредниот период да се следи развојот на културата на двете парцели и да се регистрираат ефектите од тераграмин врз преносите и квалитетот на оризот, со цел да се утврди оправданоста од неговата примена. Конечните оценки ќе се дадат по жетвата кога ќе се мерат приносите и другите квалитативни карактеристики битни за добивање конечен производ.